Огромна заинтересираност за лекување постои во Центарот за традиционална кинеска медицина кој е стациониран во Штип. Дневно во просек доаѓаат и до 20 пациенти кои добиваат соодветни здравствени услуги. На увид во Центарот беше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски кој од надлежните доби информација дека Центарот работи одлично. За сега има 6 вработени кои претходно поминале 1 година на обука во Кина и докторот Кина кој истовремено е и професор. Преку традиционалната кинеска медицина се даваат услуги на пациенти кои што се со хронични и акутни заболувања. Пациентите кои ги добиле услугите се задоволни и веќе имаат резултати. Овде се применуваат сите техники кои се применуваат во болниците во Кина, како акупунктура која е најчесто застапена. Со какви тегови најчесто доаѓаат луѓе? Болка, синдром на болка. Најчесто се жалат на тоа, а веќе Болка во грб или како? Најчесто болка во лумбалниот дел, инаку за секој вид на болка, бидејќи кинеската медицина има навистина експертни резултати при третирање на болка и тоа посебно со методата Fire Needle, со жарена игла. Неколку пати се аплицира на одредено место. Акупунктура се прави тука? Да, се прави, да. Така. Сега во За кои тегови најчесто акупунктурата помага? За сите болести. Значи, акупунктура, Светската здравствена организација признава некаде над 100 диагнози за лекување на болести. Сега интересно е тоа што обично, нели, нашата медицина имаме болести кои што ги сметаме за неизлечливи болести, а излегува дека со акупунктура, со долготрајна, например Хашимото синдром. Имаме пациенти со Хашимото синдром. Тоа е хипотероидизам, автоимуно заболување на тероидна жлезда. Има пациенти кои веќе не примаат терапија, редовно одат на контроли, гледат дека резултатите им се во нормала. Да, и алергии. Алергиите исто така многу, нели, обично пациентите со алергија мора уште пред да почне пролета да си примаат терапија да бидат покриени, но алергијата покажува. И со акупунктура се решува? Со акупунктура само се потребни повеќе третмани. А болки во глава, во грб, мигрени и такви работи? Многу. Например, за главоболка има само над 10 програми за третирање на главоболка, бидејќи кинезите ја делат главоболката на посебни синдроми. Центарот за традиционална кинеска медицина работи во рамките на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип.